Почнува новата емисија на Фактор здравје во која што јас и екипата која што ќе работи ви посакувам срдечно добре дојде. Она што денеска го имаме како понуда, односно тема до вас, се однесува на абдоминален серклаж. Што тоа представува, кои се индикациите и контраиндикациите токму за оваа хируршка интервенција, денеска одговор ќе побараме од доктор Благојче Обедниковски, кој што е гинеколог акушер по својата специјалност. Останатото следува по првиот џингл. Свативте сигурно дека денешната тема е поврзана со гинекологијата и акушерството како специјалност од медицината и токму првите совети ова попладне се однесуваат за зголемениот крвен притисок или преекламсијата која што може да се јави во текот на бременоста. Токму преекламсијата е состојба која се појавува само во текот на 40 гестацијски недели. Временски таа е вообичаена после 20-та седмица од бременоста. Преекламсијата се одликува со висок крвен притисок и зголемено количество на протеини во урината. Може да се препознае преку следниве симптоми: зголемено отекување на рацете, нозете и лицето, рапидно зголемување на телесната тежина заради задржување на течности во организмот, болки во стомакот, особено во горниот дел под ребрата, тешки главоболки, намалено количество на урина или изостанување на мокрењето, гадење и повраќање. Зголемениот крвен притисок во текот на бременоста може да премине и во потежок облик, кој тогаш се вика екламсија. Кај мајката може да предизвика грчеви, како при епилептични напади, мозочен удар, оштетување на мозокот, па дури и смрт. Само кај една од 100 жени со преекламсија доаѓа до развој на екламсија. Она што е важно за денешната емисија на Фактор здравје е фактот што, како добре дојде, веќе ви го посакав, а тоа е темата абдоминален серклаж, а кога зборуваме за оваа тема, таа се однесува на сигурно зачнување, понатаму износување и раѓање на здрав плод или потомство, кое што носи нова радост, нова енергија и нова љубов во секое семејство. Токму денешната тема повторно ќе ја продлабочиме и ќе ви објасниме во соработка со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. За контактот со нив знаете веќе 047 208 880. Секојдневно можете да ги контактирате во однос на закажување на прегледи и советувања. А од тимот на плодност од Битола денешен ваш гостин пред се е доктор Благојче Обедниковски, специјалист гинеколог акушер. Добар ден, докторе, и благодарам што од Битола одвоивте време да дојдете во Скопје. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до екипата од студиото и до гледачите ни Македонија. Благодарам во нивно име и она што денеска за прв пат ќе го зборуваме во емисијата е абдоминалниот серклаж, што може би кај пациентките или жените асоцира првенствено на вагинален серклаж, но да објасниме што представува и кое е споредбено, односно кои се карактеристики на едниот, односно другиот серклаж. Да. Прво да кажем дека серклажот представува една хируршка процедура со која се настојува да се појача, да речеме, грлото на матката со цел да се износи бременоста до крај во случаите кај што има индикации. Терминот абдоминален серклаж за нас е релативно нов, инаку во светот се работи повеќе од 40 на години. Представува помош во оние случаи каде што вагиналниот серклаж или другите методи не успеале да поможат. И она што да повелете? Она што може пред да зборуваме за карактеристиките на абдоминалниот серклаж и зошто вие во плодност сте референтни во однос на оваа интервенција, кога се индикациите или кога се применува вагиналниот серклаж, а кога тој не помага, како што велите, се применува на абдоминален серклаж. Да. Серклажот се применува во случаи каде што сме диагностицирале инсуфициенција или слабост на грлото на матката, кој натаму ќе го наречеме цервикс. Значи, грлото на матката представува една динамична структура која се менува во тек на бременоста и представува една бариера меѓу плодот и плодовите обвивки кои се наоѓаат во матката и вагината, која е некоја порта кон надворешниот свет. Значи, грлото на матката е онаа структура која треба да поможи да се износи бременоста до крај. На жалост, во некои случаи, пациентките добиваат спонтани абортуси во вториот триместар и на почетокот на третиот триместар, каде плодот не може да преживее. Тука е серклажот помошна метода која би требало да поможи да се износи бременоста до крај.
секогаш треба да ги гледаме индикациите и секогаш треба да пробаме со вагинален серклаж. Првенствено со оди на него. Првенствено, бидејќи е многу полесна хируршка процедура, еднодневна. Меѓутоа, има индикации каде што не може да се пласира вагинален серклаж. Од причини каде што, да речеме, претходно била некоја хируршка интервенција, каде што е отстранен поголем дел од грлото на матката, или е направена подлабока конизација заради некои причини, така да пациентката имала еден или два или повеќе спонтани абортуси во втор и почеток на трето тромесечие, и тогаш стапува на сцена абдоминалниот серклаж. Пред да проговориме и да ги кажеме карактеристиките на абдоминалниот серклаж, ме интересира за да се направи воопшто, рековте првенствено вагинален серклаж, кои се тие вредности на цервиксот или на грлото на матката кои што индицираат или укажуваат на потреба од ваква интервенција? Да, бидејќи рековте се менува во текот на бременоста. Неколку параметри кои треба да ги следиме. Пред се треба грлото на матката да има една минимална должина која изнесува 2,5 см. Потоа се следи ултразвучно внатрешното устие на грлото на матката, кое треба да биде затворено. Во одредени случаи, тоа под притисок или слабост на грлото на матката, почнува да се отвора и наречен тој феномен фанелинг по англискиот. Во тие случаи се става вагинален серклаж. Секако има неколку типови на серклаж. Едниот можеме да го наречеме превентивен, потоа другиот е во тек на бременост, третиот е итен, кога веќе дошло до скратување, пролабирање на водењакот низ грлото на матката. Меѓутоа, би требало да се направи серклажот на време, кај тие случаи кај што е индициран, со тоа успешноста да биде поголема. Да, тоа се ќе објасниме во текот на разговорот и првенствено да ги објасниме карактеристиките на абдоминалниот серклаж и кои се индикациите кај кои пациентки, рековте веќе, кои што имале повеќе спонтани абортуси, кога не помага оној кој што се нарекува вагинален серклаж, имали дополнителни моменти или процедури, индикации кога тој може да се примени. Па да, поредот на нештата би требало да чекаме пациентката да има еден или два спонтани абортуси, така да се пробало со вагинален серклаж, па не бил успешен, наредната бременост исто така завршило. Меѓутоа, во поново време, нити пациентките сакаат да чекат, нити докторите, ако има индикација, например, при некоја пообсежна операција на грлото на матката, или состојба после претходен серклаж, каде плодот во втор триместар без болки излегол, се дилатирало грлото на матката, така да може да направи големи лацерации и оштетувања на грлото на матката, кое што не би било наредната бременост способно да износи. И тогаш би требало да се обидиме да поставиме абдоминален серклаж. Зошто викаме дека стално треба да се проба со вагиналниот серклаж? Затоа што е многу полесен за работа и помалку травматизирачки, се работи еднодневно, додека абдоминалниот серклаж е една покомплицирана процедура, која до неодамна се работеше во неколку центри низ Европа, во Македонија не. Сега вие работите за среќа на пациентите, интервенција. да, веќе 2 години ја работиме ние во плодност. Има два типа на абдоминален серклаж. Едниот се вика предконцепцијски, односно пред пациентката за бремени. Тој се работи лапароскопски. Кај кои пациентки истите овие индикации што ги споменавте? Истите се индикации, меѓутоа, например, имала пациентката 2, 3 или повеќе спонтани абортуси и може да се одлучи во времето кога не е забременета да се постави. Лапароскопијата се пак е помалку инвазивна отколку класично рез на абдомен. Меѓутоа има исто така и негативни страни, затоа што можно е поставувањето на овој серклаж пациентката и да не остане трудна. Или значи не е гаранција. Да. Или можно е да се развие плод кој не е добар, можно е плод со аномалии, па бременоста би требало пак да се прекине. Да. Ние во нашата болница ги работиме и двата типа, меѓутоа некако се определивме за отворениот абдоминален серклаж,
кој се работи меѓу 12-та и 16-та гестацијска седмина. Значи во тек на во тек бременоста. на бременостот која ќе забремени. Зошто од 12-та до 16-та? Најдобро од 12-та до 14-та гестацијска седмица, заради тоа што претходно правиме скрининг за аномалии кај плодот, не првиот скрининг, кога ќе се увериме дека плодот е во ред, ќе се одлучиме за ваков серклаж. Да, бидејќи 12-та, односно 13-та седмица, гестацијска седмица се многу важни, сме зборувале за тие скрининзи или прегледи. Кажете ми технички како се изведува овој серклаж во текот на бременоста? Дали пациентката се хоспитализира претходно, дали се прави со односно целосна анестезија или локална, и што се случува во операционата сала? Што вие како гинеколог, акушер имате за задача да направите? Па технички е малку покомплицирана интервенција. Пациентката се хоспитализира претходниот ден, се прави анестезиолошки картон, се извршува интервенцијата во општа анестезија. Значи целосна. Целосна анестезија, да. Знаеме дека матката во третиот месец е поголема, па треба да се внимава да не се манипулира многу со неа. Потоа крвните садови, каде што треба да се пласира оваа трака која се обвиткува околу најтесниот дел на матката кој се вика исмус и е на спојот на матката со грлото на матката. Така да е малку комплицирано, меѓутоа ние ја работиме успешно и се надеваме дека така и ќе продолжиме. Има и компликации опишани во светот, за среќа се уште не кај нас, меѓутоа се случува, значи можно понекогаш големо крварење да има од околните вени кои што се нели набаврени во бременоста. Дали тоа пречи или може да направи некои малформации и пречки во развојот на плодот или? Не може малформации, меѓутоа ако има големо крварење, тогаш можно е опасно по бременоста, можно и да се прекини бременоста, така. Но за среќа вие не сте имале такви компликации. До сега не сме имале такво искуство. Временски знам дека секоја пациентка е посебна, но ориентационо колку трае оваа интервенција? Што велат вашите искуства? Од 45-50 минути па до час и половина, зависност дали пациентката имала претходни операции, претходни царски рез или некоја друга или не. И оно што е важно по будењето или завршувањето на анестезијата, дали пациентката треба да седи после во болницата, колку трае хоспитализацијата, како иде тој период на пациентката останува кај нас 3 дена после операција, додека видиме дека е добро и таа и плодот, и потоа се испишува и се прати редовно. И нема никаков проблем или дополнително некој оптоварување на пациентката по ставањето на овој абдоминален серклаж? Во смисла на редовните гинеколошки прегледи кои што следуваат? Поставањето го мониторираме плодот првите 2 дена да видиме дека е со него во ред, дали настанува некој проблем. Има ретко опишани се и прскање на плодовите обвивки по 3 до 4 дена во светската литература. Значи овој период од неколку дена е покритичен, доколку тој е во ред, натаму бременоста најчесто се одвива нормално, така го мериме грлото на матката на секое доаѓање и досегашните бременности биле добри кои направивме. Тоа значи дека по правењето на овој абдоминален серклаж веќе нема намалување на грлото на матката или таа димензија или сантиметрите 2,5 кои што ги споменавте, веќе нема пореметување или промени во грлото на матката, во должината? Најчесто не, затоа што со таа цел и се прави. Овој серклаж се поставува нели повисоко на спојот на матката со грлото на матката. Друго морам да напоменам дека пациентката мора да се породи со царски рез, затоа што не е можно плодот да излези природно или спонтано. Друго да поменам исто дека овој серклаж трае за повеќе последователни бременности, значи по желба на пациентката не се вади, се остава кога би покушала и наредна бременност. Значи тој не пречи во односи на функционирањето понатаму. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а во вториот веќе ве очекуваме и вас да ни се придружите. Вие кои што не следите во живо во новото продолжение од Фактор здравје, останете со нас, се враќаме со можноста вие да ни се јавите веднаш по вториот блок реклами. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравјето Г132.
Повелете во продолжение, бидете наши гости со ваши прашања или совети или лични искуства кои што би ги споделиле евентуално на 6091-924 и 6091-925, а подсетување за сите приватни и јавни здравствени установи од Република Македонија дека контактот со нас во Фактор Здравје можете да го остварите на телефонскиот број 323-6601 и дополнителни, многу интересни информации можете да најдете во контекст на нашето мото Мислете на себе на www.ih.mk. Денешната тема абдоминален серклаш ви ја приближуваме повторно во соработка со специјалната болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола, а од тимот на оваа болница денешен ваш предсегостин е доктор Благојче Обедниковски, специјалист гинеколог акушер. Докторе, ги споменавме индикациите кога се изведува оваа постапка по која што сте референти и препознатливи кај нас, веќе и во светски рамки, бидејќи рековте на немногу места ова се работи во светот. Она што ме интересира дали има одредени контраиндикации кога абдоминалниот серклаж не може и не се препорачува да се направи. Па во контраиндикации би спаѓала подмината бременост, да речеме. Иако кажавме дека најдобро меѓу 12 и 16 гестацијска седмица, како итен може да се направи во подоцнежна бременост, има во литературата и до 22 недела, меѓутоа тие зафати се покомплицирани. Така, другоитноста на серклажот, значи зависи од параметрите, од должината на грлото на матката, дали почнало да се скратува, дали веденикот почнал да го дилатира грлото на матката. Тие се... На почетокот споменавте дека освен предконцепцијски во текот на бременост постои и итен случај кога интервентно треба да се направи абдоминален серклаж. Дали досега сте имале сигурно такви искуства и во која недела, дали има ограничување во однос на гестацијската недела кога не смее да се прави или тогаш итно мора да се интервенира? На среќа итен абдоминален серклаж сме немале досега. Сме имали итни вагинални серклажи. Така ние ги планираме пациентките и кај нас доаѓаат пациентки кои имале лошо акушерско минато, кои имале проблеми, значи со 1, 2 или 3 или повеќе спонтани абортуси во втор триместар и во трет. Така да најчесто ги планираме зафатите и кажав кога се работат. Инаку, значи, исто така може и преконцепцијски да забремени жената. Дали има минимум од колку години или нема тука нема ограничување? Нема колку години. Пациентката може за брзо време да се забремени после поставувањето на предконцепцијски серклаж. Може исто да оди и на инвитро ако имале проблеми да забремена, значи нема некој ограничување. Значи нема после интервенцијата ограничување во однос на абстиненција од сексуални контакти, значи може веднаш да се планира концепцијата. И исто плодот, доколку нажалост не би бил во ред, значи во прегледот во 11 на недела, некоја граница 11 каде што може да се прекини бременоста и да се евакуира плодот, инаку подоцна би морало оперативно. И уште еден аспект во однос на предконцепцијскиот или предбременоста да се направи абдоминален серклаж, дали кога тоа ќе се постави ке одредена пациентка, тоа значи дека по автоматизам мора таа да оди на биолошки потпомогнат, односно инвитро оплодување или може и спонтано да забремени? Не, апсолутно не може и спонтано да се остане. Значи за тоа нема ограничување. Ова е помош само доколку би забременела да не настани спонтан абортус ако веќе имала 1, 2 или повеќе претходно. И она што ме интересира кога ќе се стави абдоминалниот серклаж кај пациентка која што е во прва бременост во текот на бременоста, дали тоа по автоматизам сугерира дека и следните евентуални бременности би биле исто така со овој абдоминален серклаж или можеби нема да има такви проблеми или секоја бременост е посебна? Значи во прва бременост многу ретко се става абдоминален серклаж, како што кажавме треба да има индикации. Единствено ако нема воопшто грло или многу кратко пократко од 2 мм, па би се одлучиле за абдоминален серклаж во прва бременост. И како што кажав, тој истиот серклаж може да послужи за повеќе бременности натаму. Уште еднаш сакам да потсетам дека доколку имате прашања, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани, слободно јавете ни се и поставете прашање во однос на денешната тема абдоминален серклаж, тема која што вие доближуваме преку гостувањето на доктор Благојче Обедниковски, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, болница која што е достапна на plodnost.com.mk и на 047 208 880. Кога ќе се постави овој абдоминален серклаж во бременоста, дали тоа значи дека пациентката до крајот го износува плодот, односно ја завршува бременоста до 40-тата гестацијска недела или има индикации за породување порано?
Нашата цел е да се износи бременоста до крај. Најчесто тоа се завршува со елективен царски рез во после 38 неполната гестацијска седмица. Такви се и нашите искуства до сега со пациентките, ги износеа. Првата пациентка ни имаше 4 спонтани абортуси во 21-22 недела. Царскиот рез го направивме во 38. Меѓутоа, значи успешно, не може да се направат некои споредбени студии со пациентки кои имале абдоминален серклаш и кои немале, затоа што никоја пациентка која имала еден или два спонтани абортуси не би сакала да влезе во контролната група на пациентки без серклаш, сите сака да го направат, нели? Меѓутоа, како сигурност. Така, како сигурност, издржани студии кажуваат дека кај пациентки кои имале еден или два или повеќе спонтани абортуси, процентот на деца кои износени кои можат да преживеат, значи бил 27 кај оние пациентки кои не направиле серклаш, додека кај пациентките кои направиле серклаш изнесува процентот околу 93%, значи голем процент. Рече си 100% така, успешност, да. Да го слушнеме првото јавување, не чека некој на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господјо, добро дојдовте во Фактор здравје. Ви благодарам. На телефон е Валентина. Благодарам, пациентка Валентина. на докторот Обедниковски, Добра. кој сега пред 2 недели негде имаше абдоминален серклаж. Добра. И се јавувам само една голема благодарност до докторот. И сега баш слушнав прашањето ми беше колку посто е сигурно донесувањето со абдоминален серклаж. Меѓутоа слушнав 93%, што се израдував многу. И дали се чувствувате сега подобро, сигурно? Да, многу подобро, посигурно. И немам коментари, благодарност за докторот уште еднаш и до цел тим на плодност. Да, ви благодарам, Валентина, за вашето јавување и до крај да истерате вашата бременост, да родите здраво бебе, што се вели потомок ваш. Имате ли некој коментар, докторе? Ништо, благодарам на јавувањето на Валентина. Посигурно е и Раце, сигурно е Валентина. Да, веќе помина преку 2 недели, така да би требало да биде подобро. Ме поттигна незиното прашање да ве прашам со оглед на оваа пациентка и претходните кои што веќе ги имате успешно породени на свет донесени здрави бебиња, дали имаат одредени болки пациентките кога ќе помине анестезијата? Рековте дека првите неколку дена знаат да бидат можеби мачни, да, до крајот на бременоста? Одреден процент, околу 15 до 20% од пациентките во светски рамки се жалат на некои болки. Веројатно се реални, некои можно да е психички, пациентките се нели вознемирени со таква анамнеза, меѓутоа тоа е тоа. Има ли некои ограничувања за овие пациентки после овој абдоминален серклаж во смисла на исхрана, физичка активност или неактивност, абстинирање од некои работи? Исхраната е нормална како ке секоја трудница, физичката активност би требало да е нели намалена, затоа што ризикот е голем кај нив, меѓутоа не е цела бременост да лежат, така може полесна физичка активност во зависност од пратењето на грлото на матката на ехо, така. Бидејќи вие во плодност сте познати, веќе референтни во однос на тоа дека го решавате проблемот на неплодноста, бидејќи многу често имате подпомогнато биолошко подпомогнато оплодување, а потоа и породување, дали тоа значи дека овој абдоминален серклаж може да се прави и кога имате двојки, тројки како бременост? Сигурно дека може, пошто тие пациентки се во ризик, така. Да. Значи кај нив може тоа да се изведува. Уште еднаш би сакал да потенцираме, да апострофираме, бидејќи овој абдоминален серклаж многу малку центри во светот, единствени сте во Македонија кои што го правите, кога е најдобро уште еднаш да апострофираме, да им кажеме на пациентките да се направи и зошто токму во тие гестацијски недели? Значи, отворениот абдоминален серклаж, најдобро е да се направи меѓу 12 и 14 гестацијска седмица, од која ќе се увериме дека плодот е во ред. Земена е границата од 12 и 14, затоа што абортусите кои настануваат претходно во 6-7 недела не би требало да се поврзани со овој тип на абортуси заради слабост на грлото на матката, така да опасност нема до 12-та недела.
Она што кажете, повелете? Толку беше, да. Она што сакам уште да ве прашам, бидејќи вие во плодност од Битола сте познати, пак ќе речам, и во однос на лапароскопијата или интервенциите кои што ги правите со минимален рез, рековме дека тоа се прави предконцепцијски како абдоминален серклаж, кога се прави овој рез кај во текот на бременоста, дали тој остава некоја трага во однос на жената или апсолутно се поминува со тек на време безболно? Резот е истиот како и за царскиот рез, како и за други операции. И доколку е повторено, и царскиот рез се прави на истиот рез на кој се прави и серклажот, така. Или ако пациентката имала претходен рез, на истиот се прави резот, така. Ето. Друго сакам да напоменам дека сега имавме состанок на Сдруженијето и на акушери, гинеколози, па и колегите од другите приватни болници извадаа некои резултати со предконцепцијски, тие кажат дека работат предконцепцијски, а ние го работиме и овој постконцепцијски. Односно во текот на бременост. Отворен, да. Она што сакам уште да ве прашаме, бидејќи во текот на бременоста може да се јават многу компликации, како што беше на почетокот преекламсијата или зголемениот крвен притисок, што е она што може или вие како гинеколог, акушер, бидејќи и вие ги следите бремените жени, сте во контекст на сето она што се случува, да им се препорача на жените во однос еве избегнување конкретно на таа состојба и зголемениот шекер или гликозата во крвта, сигурно и таа е честа состојба која што може да се јави во текот на бременоста. Да, се јавува и мора да се контролира постојано. Или го правиме и тестот со во 28-та недела за откривање на диабетис, гестацијски диабет. Тие пациентки се во поголем ризик и треба почести контроли. Така, исто за преекламсијата е некоја состојба која не зависи од пациентката или од нас, меѓутоа ние треба да ја откриеме порано и да ја третираме и така пациентката би требало да се придржува некој диететско режим, да не јади храна солена, мрсна, значи да внимава колку килограми ќе добие. Така. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господи, од каде ни се јавувате? Се јавуваме од Битола. Добро. Јас сум првата пациентка со абдоминалниот серклаж, направена од доктор Обедниковски во плодност. Вие бевте во 14-тата гестацијска недела оперирани, колку што јас знам и сум подготвен, така ли беше? Да, во 13-та недела. Добро. Значи успешно завршен, имам 7-месечно бебе. И така, немам прашања, имам само поздрав, голем поздрав до докторот, до целата екипа на плодност, благодарност. Како се чувствувате? И поддршка за сите, значи, што сакаат да го направат овој серклаж, да не се плашат, тоа е единствениот начин и така. Како се чувствувавте после овој абдоминален серклаж? Еве, јас имам прашање до вас. Како мислите како се чувствувате? Како се чувствувате после интервенцијата во однос на вашите мисли? Размислувавте ли позитивно, дека предпоставувам претходно сте имале абортуси или одредени проблеми кои што довеле до овој абдоминален серклаж? Да, имав претходни 4 спонтани. Значи, нормално е тоа, здравот тука постои, Да. ама имав голема доверба и знаев дека е единствениот начин тоа. Поддршка сигурно од Абдоминален плодност. серклаж, да. Имате ли вие некое прашање, докторе? Јас да се заблагодарам, пошто пациентката е причината заради која почнавме ние да го работиме абдоминалниот серклаж. Таа покуша на неколку места, беше одбиена и така ние се охрабривме и го направивме, го решивме првиот проблем, да. Многу ви благодарам, господјо. Ако немате што да додадете, да ви е живо и здраво вашето бебе Фала. и уште многу среќни моменти да имате во животот. Зборувавме за зголемениот крвен притисок, уште малку би сакал за оваа состојба во текот на бременоста да се задржиме, бидејќи и тоа може да биде една од компликациите која што може да доведе и до спонтан абортус, прекин на бременоста, што е она што вие како совет можете да им го упатите на гледачите и оние кои што веќе можеби се во бременост или планираат концепција или бременост. Пациентите кои се во ризик од зголемен крвен притисок, дали имат фамилиарно или се јавува во тек на бременоста, треба да бидат мониторирани и контролирани почесто и тоа преку комплетна крвна слика, посебно параметри, трансаминазите, редовно мерење на притисокот, значи избегавање на солена храна, како што реков. Масна сигурно Масна предпоставувам и тоа. храна,
потоа доколку почни да се јавува примање на лекарства и тоа е тоа. Уште еднаш сакам да потсетам, доколку имате прашање, слободно јавете се, уште малку време имате на 6091924 и 6091925 во однос на денешната тема абдоминален серклаш. Разговараме со доктор Благојче Обедниковски, специјалист гинеколог акушер. Доктор, имаме уште малку време и она што јас сакам уште да го искористим и да ве прашам во однос на темата абдоминален серклаш, ме интересира кога еднаш ќе се направи, рековте, тоа е решение за секогаш кај секоја жена. Дали во текот на животот, кога ќе заврши жената со репродуктивниот период, може тој да се отстрани, односно интервенција која што ќе значи отстранување на таа лента, како што рековте, што се поставува. Да. И што тоа значи за жената? Добро прашање. Фактички серклажот се прави со една лента која што е 5 мм широка. Може да стои неодредено време, најчесто значи со согласно со договор со пациентката, дали е после втори или после трет царски ако стигне, може да се извади во текот на царскиот рез, а може да се остави на неодредено време да стои. Значи никаков проблем не може не би да направи. требало да направи проблем. Да. Значи во било кој период во текот на животот може да биде отстранет. Да, можно е да се отстрани, меѓутоа со интервенција, значи дали лапароскопски или отворена операција, така. Значи повторно Друг има начин избор на друг нема, начин. затоа и предлагаме во текот на она бремено со која мисли дека завршила со репродуктивниот период и така, да се извади. На крајот, дали имате Така. уште нешто да додадете, некој совет, препорака ваша? Па ништо препорака, мислам дека ги информиравме пациентките, мислам дека низ Македонија има голем број на пациентки кои овој проблем порано не можеа да го решат, така да може да се обратат кај нас. За сето она што ги интересира, да уште еднаш јас ќе ги кажам контактот со вас начините. Ви благодарам за денешното гостување, среќен пат ви посакувам до Битола и поздрав до колегите ваши во Плодност. Благодарам и вас. Благодарам за вашето гостување, а она што сакам како порака на крајот да ви го упатам е контактот со Плодност од Битола 208 880 047 е повекувачкиот број за Битола или на plodnost.com.mk исто така можете да ја контактирате оваа реномирана приватна здравствена установа за решавање на вашиот проблем. Јас ве упатувам на нашата страница која што имате на глобалната мрежа каде што можете исто така да комуницирате продолжено 24 часа на ден, а во живо повторно се гледаме утре во исто време и на исто место. До тогаш пријатно.